Добро вечер во ова предновогодишно издание на емисијата 360 степени. Вечерва ќе избегаме од високата политика, но ќе останеме кај политиките важни за граѓаните и за општеството. И тоа во областите на животната средина и хуманото живење. Веројатно не сте знаеле, не знаев ни јас до скоро дека вториот најмасовен настан оваа година во земјава, по двојните избори што се случија пролетта, носи наслов Генералка викенд. Дел од вас може би слушнале, дел не, но сите заедно вечерва ќе дознаеме повеќе за луѓето кои што стојат зад идејата и се мотори на овој општествено важен проект. Ги представувам и им велам добре дојде на Гордана Софија. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам што сте дел од 360 Благодарам степени. за покана. И на Ханес Јекал. Добро вечер. Гордана е македонка, а Ханес е австриец. Како Гордана се заслужува овој епитет втор најмасовен настан во годината во Македонија? Втор најмасовен настан во годината во Македонија после изборите и најголем настан од тој тип на Западен Балкан. Тоа е уште една информација. Ова информација добивме од амбасадите, кои што исто учествуваа во акцијата, значи ги засука ракавите, излегоа надвор и чистеа отпад. И потоа добивме информацијата дека после изборите ова е најмасовен, бидејќи околу 20.000 луѓе во чистеа на 400 локации низ цела држава во 3 дена. Значи, практично, бројот на учесници во оваа акција го прават тоа да биде втор најмасовен. Да, бројот на учесници, бројот на локации кои што беа исчистени, отприлика 400, може би биле и повеќе. Потоа од тие 20.600 се организации од спортски, пензионерски, невладини представници, потоа имаше околу 300 училишта кои што учествуваа, значи тие 20.000, 10.000 беа ученици, што е добро младата популација да излегува и да биде свесна и така дојдовме до ова. Да. Ханес, како е за еден странец да биде позади вториот најмасовен настан во земја која што практично не е негова татковина? It is very scary on one hand, but what is the most important feeling? I'm very surprised, and on the other hand, it feels like a fairy tale, because when I came into this country for the first time, I felt such a strong connection to these cities and to these landscapes and to the nature of this country, and I immediately felt like home. And like all people who feel home somewhere, I immediately started to think, okay, what can we do better? And when Gordana and me were thinking about what we can do better, we were sitting on a balcony in a very small apartment here in Skopje, and we were thinking, so what shall we do first, and what shall we do second, and what's the third? And then the next question was, so how do we do this? And now looking back at this moment in time, I have to pinch myself sometimes very hard when I realize with what kind of people we are working now, that we are sitting here with you tonight on 2 days before the new year. And it is such a great honor, and I'm very, very happy, but not happy in a sense of running around and being crazy, but with a very deep felt appreciation that the people of this country and the country itself has been so kind to me, and actually so kind to Gordana and mine ideas how to change it and how to recreate it to this country that it actually supposed to be. Ке зборуваме
надолго и на широко за тоа што е вашата мисија и што правите, но прво како се најдовте заедно на тој балкон, бидејќи вие сте македонка, Ханес е австриец, како се запознавте? А кој би рекол, а? Се запознаме преку музика. Аха. Откако... Инаку јас вас ве знам, еве да откриеме, вие сте поранешна новинарка и тоа долгогодишна новинарка. Ве памтам од времето кога работевте во еден популарен неделник, магазин се викаше Теа Модерна, веќе за жал не постои. Што се случи зашто го напуштите новинарството? Во тој период, последните неколку години пред да се распадне МП, во суштина, некаде околу 2017 беше крајот, мислам мај. За публиката да кажеме дека МПМ е компанијата која што ја издаваше Теа Модерна. Да, таму беа и дневник, и утрински, вест. Да, беше и дел беше и Теа Модерна како неделник. Последните неколку години беа, да речам, измачување. Претходно бевме навикнати на една слобода, не бевме цензурирани, меѓутоа во последните години, 5-6 години, имаше една тешка цензура, иако ние бевме културен лајфстайл магазин во списание и кога се сруши одеднаш, одлучив дека ќе се занимавам со нешто што не е поврзано воопшто со локална политика. И тогаш одлучив да отворам агенција за букинг агенција со која што ќе менаџирам бендови од целиот свет, интернационални артисти и ќе организирам нивни турнеи низ цела Европа. Која година ја формиравте агенцијата? 2017 беше формирана Акаша Букинг и тогаш имав среќа да стапам во контакт со супер артисти, например тромбонистот на Джеймс Браун, Фред Весли, со кој што и ден денес соработувам. Гитаристот на Еми Уајнхаус, значи имаше многу, повеќе беа од джез светот. Пред да кажете дека така го сретнавте и Ханес, работи уште, функционира агенцијата? Да, ја споивме заедно и сега е под капата на Man and Mountain. Аха, добро. И предпоставувам така дојдовте во контакт со Ханес. Да, Ханес беше во бенд, дел од словенечки бенд, кој што ми се јавија и ме замолија да ги букирам во Скопје, да имаат настап. И така се случи 2017 есента првпат се запознавме. Да. Ханес, вие како се сеќавате на запознавањето со Гордана? Very surprising because we called her where she is because we already were sitting in the restaurant Pelistan waiting for her and by accident she was just standing in this very moment in front of the Pelistan. We haven't seen her before and she said, "I'll be there in 10 seconds." And then she went into the restaurant and said, "Hi, I'm Gordana." And that was kind of a showcase in the first moment. And how can I say, Pelista doesn't have as much light as it seems to have at that very moment when Gordana entered the room. Беше тоа љубов на прв поглед? For me, yes, it was. Yes, it was. За вас, Гордана? Мене ми требаше малце време додека сватам што се случува. 2 години подоцна. Сватив. И во меѓувреме соработувавте практично како менаџер и музичар, така? Да. Каква музика свирите? I used to be, or I'm actually a very bad rock guitar player, and sometimes I'm singing also, but also in a very bad manner. So usually I'm more in the background and I'm more the producer. I'm sitting in the studio, I'm recording artists and mixing and arranging the albums, and I'm selling them to the managements, to record companies. So I'm half on the economic side of things and half on the artistic side of things. Дали тоа се уште го работите? Yes. Right. A couple of days ago, I was in Germany for 4 days for a live session, studio session, songwriting session, checking out the new studio that we're working there. So I also used to work 15 years. I had my studios in Germany, and then for 10 years in Austria. And
the studios became smaller and smaller. I still have the studio in Austria, but now I have a small one in Skopje as well. So wherever we are right now, because we're like very much on the road, and but I enjoy it very much. Ханес вели многу патувате, ама сте сепак главно стационирани во Македонија. Кога вели патувате, мисли низ држава, така? Или и надвор? Низ држава многу. Мислам дека може сме едни од ретките кои што ја посетиле секоја општина лично. Ги знаеме сите општини, од Зрновци до Пласница, до Дојран, до Карбинци, до сите општини за кои што можеби повеќето од луѓето немаат слушнато, и мислам дека секој еден што живее во оваа земја треба прво да се истражи сопствената земја, бидејќи убавините се бескрајни. Такви прекрасни луѓе запознавме секаде и убаво кога ќе се запознае идентитетот па и на најмалите општини. Е многу интересно, е богатство. А патуваме и надвор, не толку многу често, меѓутоа повремено да видиме во град што се случува, како во родниот град на Ханс. Град е прекрасен град и обично миграцијата е од овде кон запад. Сега вашиот пример е на миграција која не трајна можеби, но привремена од Австрија во Македонија. Како го објаснувате тоа? I mean, with migration, I have a little bit of problem because my father is actually Hungarian. My mother is Slovenian and South Styrian, which was actually one Styria, but after the Second World War, it was divided into Slovenia or Yugoslavia and Styria and Austria, but that used to be one country. And како се самоидентификувате? I think I'm European. I mean, my grandmother was French and my other grandmother Italian. So we made a DNA test, and it was very interesting because it was such. There's one word in Macedonian I can say. It's my DNA test is Pučkuruš. Yeah. So as it turned out, Gordana is like a full-blown pure breed Macedonian. I think 95% of 98%. So there is nothing more Macedonian than Gordana. А вие Бучкуруш. I'm complete Davče-Gravče. Like... Зборувате македонски? Малку, ама I don't dare to speak because I'm too shy. But I understand a little bit, but I'm working, but не добар училам македонски ученик. Добро, Гордана треба да се потруди малку повеќе во тој дел. Ќе се потрудам. Сега да се вратиме на идејата. Од каде воопшто на таква идеја? Вие, новинарка, јас ќе кажам на привремена работа во менаџерството, да. Вие музичар или тонски инженер и сега сте активни, препознатливи по нешто сосема друго. Actually, I don't think that it's something else. Basically, I think that it sounds weird, but I think that we are artists. Gordana was her whole life a journalist, but her main focus was always art, film, music, theater, photography. All this is art. My job was to create art, to sell art, to produce art, to make it by myself. I consider, I mean, it sounds weird now, but I think the first thing I felt when I came to Macedonia, that this is like an old painting, a masterpiece that is under a huge pile of dust. And my job somehow, and that's my emotion that I felt, is like to get the dust out, somehow to see the pure beauty of this country again. And I'm not sure what is actually motivating us to do that, but it is some kind of love. And I think with this explanation that you say this is love, I think this is the purest intention you can have to do something in your life. So whatever you do in life, if you don't do it with love, then it's just a job.
but this is not just a job what we're doing. And our idea was to sit down and look at it and then just to imagine how it could be and how it should be in order that this country looks and works exactly how we want it. You know, like everything is clean, you know, the food is great, you know, the living space is easy. Artists can come from all over the world, they can enjoy this, they can create something here, you know. Old stories are revitalized. We've been traveling everywhere in Macedonia because we were obsessed for 2 years, and we went and learned to know every stone by name and surname. And we were searching for stories, we were writing stories like books, just to find the soul of this country, of this piece of land. Само да ја прашам, Гордана, кој е идеологот? Ханес, вие или двајцата заедно? Искрено, функционираме како едно, кој што се надополнува постојано меѓу себе. Едно така би опишала. Не можам да кажам, мислам, он е добар во еден аспект, јас сум добра во друг аспект, некогаш ќе се смениме, некогаш ќе се надополниме. Повеќе зборувам за почетоците, за таа иницијална идеја. Од кого дојде? Ханес. Од Ханес. Иако тоа тлееше во мене, да кажам, себична идеја, себична желба да ја видам мојата земја чиста. И таа себичност Ханеса му ја поттикна и тогаш почнавме. И всушност генералка Викенд е само еден сегмент од тоа што како идеја го имате, така? Да. Може би Ханес може повеќе за тоа да ни каже. More about the flowers. Yeah, the whole idea is really, like I said before, to create a country that is so attractive for the people who live in, that they love this piece of earth so much that they don't want to go anymore, that they can do whatever they want to realize the weirdest ideas, to make something crazy, something special, you know, and being fully accepted for what they are and what they are doing, because they do it with love and with skill. But now we see Puchkurush to a certain degree, right? So nothing really works. You know, the environment is a disaster, to be honest. We have such a great country here. We have clean water. We have wonderful forests. We have the potential for the best agriculture, and we have beautiful cities that are falling apart. We have no infrastructure, education system. So everywhere there's just troubles, right? But the problem is not the troubles. The problem is that nobody really knows where to look. It seems like a room where somebody turned off the light and everybody is searching his own place and his own pillow and tries to grab whatever he can and then hold on to it. But because there's no light. But we try to create this candle in the corner that people can see somehow, okay, maybe we can go there. We can create a vision of what we want to be. Because what we are now, and please apologize when I say we, but I feel more Macedonian than I'm accepted. Нема зашто да се извинувате. But the thing is that we need one thing more than anything else. It's a vision of what we actually want to become. Because what we are now is not satisfying for anyone. This is reflected on so many statistics, you know, but nobody is happy with the system that we are having, or not system that we're having. But there is a system, right? But and so many people are running away. So much brain is lost. So much talent is lost every year, you know. And that's the tragedy, because the identity of a place is not defined by its past. The identity of a place is now and here. Not what it was 2000 years ago. Гордана, се согласувате со овие описи? Да, апсолутно да. Инаку целиот проект се вика Зелена Сончева, така? Да. Аха, и тој има повеќе елементи во себе. Има 3 елементи. Главните се Генералка Викенд, пролетно чистење,
и вториот елемент е или дел е Сончева гора, а тоа е есенско пошумување. Ние во изминативе 3 години пошумивме многу сончеви гори, да речем од прилика во 20 општини околу 10.000 дрва, кои ще се дистрибуирани во овие 20 општини. Продолжуваме со таа платформа и плюс во соработка со Министерство за земјоделство и национални шуми, со кој што имаме подпишан меморандум до 2031. Нивната обврска е за секои 10 килограми собран отпад во Генералка Викен да посветат и посадат по едно дрво од годишните програми за пошумување. И посветени се на тоа, го прават? Посветени се, до сега да. Во изминатите 3 години, значи на 6 декември го завршивме третото такво пошумување и засадивме вкупно 120.000, во сите 3 години 120.000 садници, сите посветени на волонтерите од Генералка Викен, уствари на граѓаните кои што излегоа надвор и изчистија. Генералка Викен почна да се реализира во 2021? Прва, да. 2021. И некои други бројки може ли да ни кажете колку акции се направени, можеби колку отпад е собран? Да, вкупно во сите 4 години, од како е почната Генералка Викен, собране 1 милион килограми отпад. Значи, Генералка Викен трае во мај 3 дена. Секој втор викенд во мај. Сега замислете, секоја година 3 дена се собрани 1 милион килограми отпад. Започнавме 2021 со 10 општини. Контактиравме 10 општини, ги замоливме да се приклучат и потоа кога ова беше успешно, следната година се вклучија уште двојна општини, третата година 53 и оваа година во мај беа сите 81 општина вклучени. Што е за изненадување. Да, мислам дека кога велиме беа вклучени општини, мислиме и на локалните власти или на луѓе од општините? Нашата соработка е со локалната самоуправа. Со сите нив подпишуваме меморандум за соработка и заедно ги повикуваме сите граѓани да се приклучат, од децата во градинка до пензионери и акцијаши. Значи сите слоеви. И уствари општините се тие кои што најмногу вложуваат, граѓаните се тие сите што излегле, тие ја прават Генералка Викен. Јас и Ханес не излегуваме, не чистиме, освен пред зграда. Меѓутоа, ние ги координираме и целта беше да се поврзат сите точки, сите аспекти во општеството, бидејќи знаеме дека има многу локални акции, групи, чистат ваму, чистат таму, меѓутоа тие се локални, немаат толкава моќ. За да биде моќта поголема, ние свативме дека мора да има платформа кај што сите ќе ги поврземе, локална самоуправа, организации, училишта, министерства, централна власт, значи сите мора да учествуваат во тоа ако сакаме да имаме некој придвижување и да имаме успех. И каква е реакцијата на институциите кога ќе им пристапите? Имате предизвици, има отпори? Имаше. Секако дека ќе има секогаш, ама знаете, на почеток кога почнавме, секогаш во македонскиот менталитет, кога зборуваме, сите велат ова е супер, ама. И на почеток тоа ама ни беше како кочница. Сега тоа ама ни дава уште толку сила да продолжиме напред, затоа што нема ама, има и. Да, ова е супер, и како сега да го реализираме. И мислам дека постепено во овие 4 години со здружено организирање и координирање и голем напор на сите сегменти што се вклучени, Генералка Викенд прерасна во едно движење кое што ќе трае до 2031. Тогаш сакаме да ја видиме Македонија чиста. Да. А како стигнавте да ја проектирате 2031 како крај на Генералка Викен? I mean, there's a time in life when you can say, okay, there's a sweet spot, you know, where you're not so stupid when you're young, you know, and not so old, so sick when you're old, you know. So
in this sweet spot, actually, that's where we are in between 40 and 60. Let's say we can do something, and we somehow decided because in 2021 this country became 30 years old, and in 2031 it will become 40 years old. So this is approximately our sweet spot as well. And so we decided to dedicate these 10 years from the 30th to the 40th birthday to make everything that we can do as two single small human beings, you know, in order to try to change something that is bigger than us for the better. And we will see on the 40th birthday how big the kid has become. Да се извалкаме и да изчистиме. Тоа е мотото под кое ја организирате оваа акција. Како да го разбереме овој слоган? Па како, например, дома имаме куќа. И Да ако се сакаме- извалкаме во смисла мора да се засукаат ракавите, Да. така? Зашто кога чистиме, се валкаме, ама чистиме. Тоа е идејата. Да. Да излезат сите надвор, да не се плашат да фатат отпад, зашто мора да се извалкат, ако сакаат да им биде домот чист. А оваа земја е наш дом. Ханес, рековме, генералка, викенд е само еден сегмент од нешто што во вашите глави е многу по-се опфатно. Може ли да ни го објасните тоа? In more details and with little words. I will try. Basically, as I said, we have a vision about how this country would look like if we were in charge, right? So, if Gordana is president and I'm her chauffeur, you know, then this should look like this. Ова да не разбере некој погрешно дека сега Somebody политички can- се Yes. агитират. No. Yeah, but I understood the joke. Окей. I understood it. I found it funny, actually. So, if this Gordana here would be in charge and I would be her chauffeur, you know, then how should this look like? And there are few elements that are very important. If you want to live in a country, it's not just the culture, the food, the income, the economy, and whatever that is defining the quality of life, but it's how these elements are interacting. Macedonia has a good starting point because it's a beautiful country. So if you clean this country, you are opening a huge potential in terms of economy for high quality agriculture, for tourism, for all kinds of clean energy, transportation. When we talk about energy, there's a huge potential in Macedonia for creating green energy, not just photovoltaic, but also something that not so many people are talking yet about, but we think that there's a huge potential in two other energy sources. One is, of course, it's very close to us, it's waste incineration, like we have in Copenhagen or in Vienna, making waste to energy. We are sitting technically in a country with 2,000 registered illegal landfills. That means we are in the Saudi Arabia of trash. By using this waste to do something with it that will create energy, and this energy will reduce emissions that are coming from private households, you know, then this is a good thing. It will help the economy to produce carbon-free. When it helps the economy, it's good for the jobs. So salaries can be higher. So consumption is higher. Well, how do people consume their money? They love to make holidays in Ohrid. You know, Ohrid can hire the prices. Maybe Bitola can hire the prices. We have Berovo. We have a huge potential here. Also, with the agriculture situation in Ovčepole, for instance, this part of the country is very endangered of desertification. In 20 years, there will be no pipaka in this area. Everybody who knows a little bit about that can agree on this, as long as we don't start taking measurements against it. So
in order to make a product that is supposed to be high priced, it has to be high priced because the farmers have to earn money, and they have to earn good money in order to make good products. So first of all, we have to clean that soil from all that poison and all that plastics that are, and microplastics that are in there by preventing to get new plastic there. Then the second is these replantations have a couple of reasons. I mean, one of the reasons is a symbolic one. If you think about 1 million kilograms of waste, you don't know what that is. I cannot imagine. Maybe you can, I cannot. But 100,000 or 120,000 trees is also a big number, and I don't know how many trees are on Vodno, for instance, but maybe this is as big as Vodno. So if you see, we collected on those weekends so much waste and recycled it into something that looks like Vodno now, or maybe in 20 years. Mm-hmm. That is something I can understand. And but these plantations also are the only thing that we can do against erosion. It's the only thing that we can do to keep the water in the ground, because with the erosion, so by blowing away the soil, we lose the fertility. The rocks will stay and it will dry out, and we are losing the water that is in the ground. Forests and trees are the only thing that are holding the water in the ground. And the third is, of course, flood protection. By a soil that is loosened by the roots, water can go deeper. So it can take more water in a short amount of time than erosive land. In erosive land, you have a lot of water, it flows away, and we have floodings. With forested land, we don't have this. And Crna Gora was an example for this kind of... Skopska Crna Gora. Yes. So they cut the trees, 2 years later they were drowning. Izvinite, but there's a connection, right? So, and in all of this, there's also tourism as a huge factor. I come from Austria, and tourism is the biggest economic factor in our country. Bigger than industry, bigger than production, bigger than consumption, it is tourism. Although you're a landlocked country. Yeah, we are landlocked, which is crazy. Actually, it was the second poorest country after the Second World War, Austria. Mm-hmm. And they developed a little bit since then. But especially the developing of tourism helped the whole country to raise the whole quality of life. I remember when I was a kid in Graz, we had a river that was so poisoned that when I put my leg into it and I put it out, I was full with red blisters. Today, the same river has drinking water quality. And they stopped the river, so it's not floating that fast, but they made it higher. And now my city, Graz, has nearly a lake, and people are bathing in the summer there. They made beaches left and right, and people are jumping and swimming in the middle of the city, as they did in Skopje many years ago. Why is that not possible? It's paradise, you know. And so all of these things are possible, and we just lose the, because we are so suffocated by everyday problems. Every second day we read a scandal that was unimaginable, but we forget it 2 days later because there's the next huge thing, you know. And by solving all those little things halfway, because we don't have time to solve them, because then the next big thing is happening, we are completely losing actually the vision of what we want to be. And by connecting these dots, first clean it up, then replant it, then make agriculture a real business, tourism a real business, and the energy clean. That's the country we want to live in, I guess. Добро. Прекрасно звучи вака, се разбира, сето тоа треба да профункционира. Ме интересира во оваа фаза на генералка Викен, какви ви се искуствата, одржливо ли е тоа што го правите, да речем, таму каде што ќе се исчисти, дали после тоа пак наоѓате ѓубре после известно време? Да, зависи. На некои локации општините одржуваат чисто, на некои луѓето продолжуваат да одложуваат отпад на места кај што апсолутно не треба да одложат. Меѓутоа има неколку феномени откако е почната генералка. Неколку општини ни кажа дека
откако почнале, веќе нема толку отпад. Дури една општина годинава ни кажа дека нема што да соберат веќе, затоа што откако граѓаните излегоа и сами исчистија отпад со нивните семејства, тогаш никој од нив веќе не фрла отпад. И да, меѓутоа исто што е добро и што ние сакавме да се случи, генералка викенд да биде само еден пуш, а потоа општините да продолжат тоа да го прават во текот на целата година и се случува, да, се случува. Се уште добиваме, колку помина цела година, се уште добиваме од некои општини дека постојано прават акции. Сега општина Чашка баш цел ноември има неколку акции за чистење отпад на многу локации. А што е Генералка Арт? Генералка Арт е една платформа која што сакаме да им ја дадеме на младите, на учениците, кај што можат да ја покажат нивната креативност и визија за тоа како сакаат да изгледа нивната земја. Тие во нашата земја не се слушнати, а тие се тие кои што треба да ја градат за 15-20 години максимум. И затоа, за време на Генералка викенд, отворивме како еден повик до сите училишта да ни испратат цртежи како сакаат да изгледа нивниот град, село, општина. И добивме околу 400 цртежи кои што потоа ги ставаме во анкета и ги споделуваме со сите министерства што ни се партнери и со сите партнер компании, тие гласаат. Најдобрите 3 добиваат награда лична, индивидуална, меѓутоа исто и една награда за целото училиште, бидејќи таму има и ментори кои што ја поттикнуваат нивната креативност, ги поддржуваат во тоа што прават и тоа е една огромна жардинјера, рачно изработена, дрвена, се вика подигнат кревет, стручно, и во неа има и слоеви земја и го испраќаме тоа до секој училиште со многу видови семиња, зеленчуци, билки, дрвца и тие ги садат во текот на целата година. Затоа што и децата треба да знаат како им доаѓа храната на маса, посебно урбаните деца. Меѓутоа, кога овие деца беа препознаени со нивната уметност и креативност и визија, тоа им дава мотивација да продолжат понатаму и да не ја напуштат земјава. Интересно. На прагот сме на 2025-та, што ви се плановите за следната година? For the next year, we are celebrating the 5th anniversary of Generalka Weekend, together with all 81 municipalities. And Планирате нешто посебно за тој мал јубилеј? yeah, we have a couple of ideas already, but they're not. We don't want to talk about them yet because everything in Macedonia you have to have a lot of budgets and allowances and licenses and stuff like that. So as long as we don't have it, we cannot talk about it. But we really want to celebrate it in a nice manner. But again, our focus this year is to get more volunteers. We have 1.5 million people in this country. 20,000 people going out and clean is a fantastic number, but why not 100,000? Why not more? So our main focus is really to activate next year everyone. And based on in the last months, we've been doing so many memorandi with the Ministry of Environment, Agriculture, ZUK, and many other cells and many other institutions. So our goal is a little bit to motivate the institutions of Macedonia to give 1 hour on Friday, on the first day of Generalka Weekend, for all state employees, all of them, to go out and to clean the area around the offices and their offices. Тогаш секако ќе имате повеќе од 100,000. I'm not sure because a lot of people are sick around that time. I heard it's a very dangerous time. Beginning of at the weekends, many people get sneezing, so I'm not counting on that number. Се знаат датите, така? Бидејќи Да. рековте како е вториот Викенд од викенд мај. од мај.
9, 10 и 11 мај, секоја општина избира и секоја институција и секој еден што учествува избира кој ден сака да се приклучи. Локациите обично општините ги мапираат, ги поставуваме на веб страна со GPS координати, со прецизно кај може саат, значи кај е локацијата, кај може да се приклучат сите волонтери со час кога може да дојдат. Ние им испраќаме 1 до 2 месеци претходно пакети до сите општини со вреки за собирање отпад, ракавици, вода, значи да имаат опрема, се што им треба за чистење. Само сакам да се надоврзам на она што го кажа Ханес, дека само заедно може да постигнеме нешто, заедно здружени, бидејќи луѓето во оваа земја се толку долго поделувани на различни основи и само заедно може да се постигне нешто за поквалитетен живот, бидејќи екологијата не е хипи хоби. Екологијата е живот, екзистенција, економија на крајот на денот. И мислам дека екологијата во следните програми на кој да дојде да ја менаџира оваа земја треба да биде приоритет. Ви благодарам многу за овој разговор. Мене ми беше супер интересно. Се надевам и на публиката. Ви честитам на досегашниот ангажман, ентузијазам. Посакувам да ве држи, да ве одржи, да ви се оствари еве целта, барем 100.000 волонтери да имате. Ако не оваа наредната, ако не 2025, 2026 и среќна нова година. Благодариме исто. Среќна среќен. чиста нова година. Е, така. Среќна чиста нова година. Сретна, чиста, нова година. Благодарам уште еднаш. Са сите. Почитувани, до крајот на емисијата одгледајте ја и новата саботажа. Од мене среќна нова, бидете успешни, среќни и здрави во 2025-та. Ова е последно издание на 360 степени за оваа година. Здравје, следното издание во новата година ќе биде по празниците. Пријатно! Полугодишниот пресек покажува дека школската година на политички науки се одвива во сосема фер и коректни услови. Новина е само дека ниту сега, според предпоставки и факти, ниту предходно, за упис на смерот за функционери не се барала оригинална диплома за познавање странски јазици. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Пловдив не е на море, ама лажната диплома и вистинското државенство од таа земја обезбедуваат далеку подобар статус. Стекнатата предност овозможува со мала тешкотија, ама со сладка леснотија, како собственик на станови во различни делови на Пиринеите, да се осознае квалитетот на климатските услови. Ова е тешко прашање. Во Португалија океанот е ладен, не може да се бањате, така да Шпанија. Иако добро избањати, гумина се трудат да останат суви, па наместо директно да ги посочат виновниците за студениот туш. Тие велат дека постапките не биле разбрани, оти сме биле балканци, а не скандинавци. Имаше одредени постапки од представници на ДУИ, кои што не беа во согласно со она што ние го имаме овде како политичко работење. Може би тие одговараат, на пример, играње спорт во канцеларија во Норвешка. Споредбите во политиката се важни, ама ако се адекватни. Оти нелогично е интернистот кој загуби да дава оценки за колегата невролог кој стана министер. Освен ако тоа случајно не го мисли за неврохирургот. Знаете што, може да биде добар доктор, ама знаете што, даска е во политиката. Лекар не се станува лесно за разлика од политичар, ама и за двете, оти се занаети. Потребно е да се стекне искуство и да помине одреден период на адаптација. Премиерот го има рецептот и добро знае која е тајната
на успехот. Да му дадеме време на времето. Времето, тоа е погрешна теза, сега не работи за нас. Да му дадеме време на времето. Секој што тоа ќе ви го каже, ве лаже. И на крајот, за некого, тоа навистина е застаното и веќе не работи, како и ВЛТ апаратите. Господине Груби, малку забегавте. Се да ви објаснам. Ја мислам дека треба да се извиниш. Еве ви се извинувам, не знам зашто, ама еве ви се извинувам како Затоа што забега, затоа. Па, вие забегавте. Избега и оваа година. Во новата, секој влегува во своји желби. И јас сакам да одам и да работам во Кавадарци како кустос и да земам 72.000 денари плата. Со сите нејзини вредности и мани, како и оваа година и до година ќе ги архивираме, реставрираме и за вас ќе ги саботираме и складираме сите вербално-политички експонати. Нека е среќна!